Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески, која е прво за оваа работна седмица, во која ќе зборуваме за една поопшто земена тема, иако произлегува од еден куп настани, би рекол, од црната хроника која што ни се случува катаден, а практично прашањето кое денеска ние ви го поставуваме без емитување некакви прилози или слично, со оглед на тоа дека станува збор за лично мислење на секој тоа како го доживува нештото, и можете да зборувате во денешното издание на 0260 91 924 925 токму од ваш аспект на тоа дали црната хроника која постојано ни се случува секојдневно, впрочем, влијае на колективната психа. Со оглед на тоа дека изминатите па не само денови, можеби и повеќе од една седмица и предходно периодично, иако последните денови особено почесто, се случуваат сообраќајни незгоди, потоа се случуваат доста смртни случаи по болниците, односно црниот биланс на оние кои починале за време на нечија работа, впрочем станува се поголем. И токму поради оваа причина се поставуваат неколку прашања. Се поставува прашање за тоа дали ние медиумите почнавме да известуваме се почесто за црна хроника и тоа да го ставаме многу понапред и да му даваме повеќе примарност во известувањата во дневно-информативните изданија, дали можеби сега се случуваат почесто, па затоа ги има повеќе низ медиумите, или пак интернет порталите кои што реално се многу побрз начин за информирање се уште во овој период, кои се борат за се повеќе кликови и за благодарение на тоа добиваат и поголем рейтинг, токму поради таа црна хроника која го привлекува вниманието на читателите и на посетувачите на социјалните мрежи, особено ги прават како ударни вести, или пак општо состојбата е дотаму стигната што црната хроника е единственото нешто што се уште можеби ни придонесува во тоа да имаме некаква каква и да е реакција на општествените случувања. И дали црната хроника е таа која што е дел од општественото случување за она како размислуваме и докаде сме психолошки освестени и како реагираме на сето тоа. Многу прашања, многу малку одговори, како и за многу работи, впрочем, во денешно време, но ајде да видиме што мислите вие. Добар ден. Поздрав, Огнен. Поздрав и до вас, повелете. Вака, баш, значи, психолошко поставено прашање за денешницава. Вака, јас би рекол дека индиректно не се сложувам со тебе за тоа дека ги ставате на прво место и тоа и тоа. Знаеш како, доаѓа дека црнава хроника уствари сите оние негативни работи што се случуваат, значи дали е тоа убиство, дали е тоа плячка, дали е тоа починала родилка со дете во Гевгелија поради пијани доктори и така натаму. Сето тоа е една од главните карики за прикажување на еден социјален живот во една држава. Една од главните карики. Сега тие главни карики, таа главна карика што понатаму може да ни донесе на увид? Таа главна карика понатаму може да ни донесе да видиме како се одвива животот, каква е економската моќ на таа држава, каква е она колективна психа во таа држава, затоа што никој не може равнодушен да остане доколку се соопшти дека родилка со девојче, со детенце починале поради пијан доктор. Никој не може со леснотија да свати дека некој украл 30 кебапчиња и го осудиле 3,5 години затвор. Никој не може да оправда потегна човек да влезе во кладилница и да ја оплячка. Па тој не ја оплячкал зашто имал пари. Тоа не е за правдање, меѓутоа она што е социјалното во него проработело. Според мене во Македонија револтот на граѓаните поради оваа немаштија што е све поизразена се крева све погоре и погоре. И мислам дека оваа црна хроника само во вестите за жал ќе ви се зголемува се повеќе и повеќе, а колективната психа кај народот ќе биде све понапната и понапната.
Добро. Благодарам. Ви благодарам и јас за јавувањето. Поздрав до вас. Токму и тој аспект на социолошкото гледиште, прочем нешто каде што можеби социолозите, психијатрите, психолозите би требало реално да се позанимаваат здружено, конзилијарно околу целото ова случување, за тоа како ова сето што се случува во овој период, особено од аспект на Црната хроника, би оставило силен, траен или некаков белек врз општеството во кое живееме и кон каде го остава да се развива токму тоа. Добар ден. Добар ден и среќен ден на сите гледачи на вашата телевизија и вас вработените. Да, повелете. Ова што се случува последниот период во Република Македонија, што велите Црна хроника, доколку ја немаше Црната хроника, немаше ни вие да известувате за тие работи, но се почесто ја има. Прво, за здравство, да кажем збор два. Здравството во Република Македонија, кога ќе се случат вакви случаи, треба одмас да се санкционираат лицата што ги направиле. Например, сега вработените во оваа болница треба подитно Министерството за здравство да донесе одлука да се суспендираат двата доктора, анестезиолози, и да ја изгубат работата, па после ќе се прашаме дали други во алкохолизирана состојба или пак несовесно ќе работат. Или пак за честите сообраќајки ќе кажам. Мислам дека честите сообраќајки што се случуваат низ Македонија се на плод што младите почесто добиваат дозволи со врски и дозволи со неконтролирано возење. Можеби тие цела ноќ пијани од журки, лудо возат и гледате што се случува. Девојче на 11 годишна возраст прегазено. Пред месец дена исто во Ѓорче Петров прегазен беше и стар човек на 70 години, удрен од комби и на лице место почина човекот. Така, ги знаеме вестите, да го разгледам општествениот аспект. Санкции треба подитно. Сите тие што ќе сторат мислам несовесно во здравството, одма да се санкционираат и исто и овие возачите што ќе прегазат, максималната казна да биде 30 годишна, зашто човечки живот не се враќа, човечкиот живот. Мислам дека не треба и дозволи да им се даваат на млади под 25 години, бидејќи мислам дека лудо возат младиве и се почесто ќе ни се случуваат вакви црни биланси. Благодарам, пријатно. И благодарам и јас за јавувањето, пријатно до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден, колега. Ве слушам. Да, повелете, поздрав до вас. Поздрав до 24, до сите колеги и до сите слушатели. Разочаран сум длабоко. Не било никогаш вака. Баш јако сум бил на млади години. Се чуде, беше земјотресот, поплавата, тоа. Ни десреки, ни ништо. Сега, што е, не знам, лудница. Не само кај нас огнен, во цел свет. Убиства, убиваат таму, влегуваат. Да не кажем, знаете вие, дававте вести. Значи, што се случува со светот, не знам. Да не биде нешто нелошо. А кај нас се знае што кризата, еве, девојчето, тоа што починало греота, татко и плач, и така натаму. Така. Поздрав. Поздрави до вас и благодарам за јавувањето. Се отвора многу големо прашање, особено во овој период, веројатно на правно-политичка криза во државата, каде што народот можеби ќе покажат конкретни истражувања и рейтинзи по однос на она што ќе го кажам следно, но во секој случај, бидејќи и таков е ставот по социјалните мрежи, каде што се побарува постојана одговорност, токму затоа веројатно и денеска е и повикан протест пред владата на Република Македонија во 18 часот, но во секој случај побарувањето одговорност од институциите за работи за кои што се случуваат, да речеме, или за сообраќајките по улиците, или за смртните случаи по болниците. И веројатно во целата таа приказна и покрај сувото ќе изгори и сировото, впрочем, она што можеби не е под никаква одговорност на
одредени лица кои треба да се грижат за нас граѓаните, ќе изгори и тоа со оглед на тоа дека поради нечија негрижа ги ставаме сите работи во исти кош. Токму затоа и прашањето е поставено од тој аспект на колективната психа, впрочем, дали целата оваа црна хроника ни влијае. Добар ден. Добар ден и среќен ден. Среќен ден и за вас, повелете. Он не е среќен, тажен ден е. А вака не може во Македонија секој ден да имаме жртви. Продука се породила за дето, мајката отидела, сите се отидели. Направија споменици по Скопје. Ево, сега имаме 4 жртви за 3 дена. Ако тие луѓе тоа стане дека е мака, дека е најжалното што може да биде. Кој ќе направи на тие Бог да ги просте, на вас сиромаштија што оваа држава што се вика Македонија ќе направи споменици на тие луѓе што на од несовесни доктори, од несовесни полицајци, а кажуваат дека е се дека мед и млеко тече у Македонија. И не можам да се смирам и не можам да се како да кажам се го тоа кажуваат. Добро е, а државата ни пропаѓа секој ден со мртви луѓе, мртви деца. Како да исправиме државата, само одговори ми нема шанси да се оправи. На волко што сме тревнале, па нема живот, никој живот. Бегале младите по странство, па ќе бегат. Шо има живот тука? Умирачка? Так, добро. Породцунки? Смртни? Се е на крв. Дојдело у државата на крв ме дојдено и водителите на државата моментално некам деминувам, којто врхушката, што викат, врхушката. Добро. Само ме интересира, тие споменици што ги направија по Скопје, пак ја повторам, кој ги направи на тие луѓе, сиромашни луѓе, бедни луѓе, бедна држава, докарае до там не докара. Так, добро. До што не може да си го каже своето име. Добро. Ајде да скратиме, ќе ве молам, ви благодарам за јавувањето, пријатно до вас. По социјалните мрежи, можеби затоа што такви сме по менталитет, на одредени моменти целата оваа ситуација се вртеше на шега, но веќе ни шегата веројатно не е толку шеговита колку што е сериозна и морбидна. Во ситуација да споменувате, например, дека, не знам, тие што се одселиле 600 над 600.000 граѓани од Република Македонија се спасиле, ние останатите ќе сме гинале по улици и по болници. Значи, такви се веќе муабетите кои што настануваат и токму затоа и се поставува прашањето дали сето ова што се случува од аспекти на црната хроника, впрочем, делува комплетно на колективната психа на македонското општество. Добар ден. Добар ден, господине. Ве слушам, поздрав до вас, повелете. Ја би се обратил само на црната хроника во здравството. Не е да е црна, него темна црница. А министерот внимува него лази. Него не го интересира како работат беговите пациенти. Ако постоиме од Битола, хигиеничар дава анестезија, човекот умира. Во Прилеп, лично, кој јас знам, зова 3-4 деца за овие последни 2-3 години, 2 породилки. Во Велес исто така. Последниот 2, една во Деджели, една денеска слушам на вестите во Скопје.
министерот тама со прст не мрда, ама не го интересира дали здравството него на кој ниво е. Па да е тој во Јапонија, тој би се обесил. Да е тој во било која демократска држава, да тој и трунка човечство во себе има. Ако и трунка во себе има чувство, па тој сами ќе си поднесе оставка и ќе плаче. Меѓутоа, тој сега ќе излезе на телевизија, па ние те во истрага и ќе видиме што е, ќе видиме како е. Господине министре, немате вие што да гледате, вам местото не ви е во здравството. Напуштете го дека го земе некој човек, дека се опре здравството. Не умираат луѓето. Се осакатуваат луѓето на операции. Пијан. А па директно не само тој пијаниот анестетичар тамо и доктор, него и директор на таа болница. Тој 100% знае дека тие лица употребуваат алкохол. И него исто врзани раце. А не ги врзуваат луѓе, зошто? За ништо. За ништо дома му влегуваат во 12 ги плашат, децата ги врзуваат, ги тепат, ги малтретираат луѓето. Ја не знам, стварно не знам каква храброст, какво срце и каква душа има тој министер. Има ли било што во него човечко? Ајде да не должам, да не паѓам во ефект. Колективна психа, па како не, па ја денес се нажема ни тоа и викам. Не знам што би направил мене вака да ми се случеше. Така, добро. Немаше да го тепам. Жив ќе го запале. Добро, ви благодарам за јавувањето, така поздрав до вас. Поздравено и вие, и вашата комплетна емисија, и ова емисија, да си треба некој ќе рече се може Сави Босиот или психооператериот шлип, али тоа е дивна работа што ќе кажат. Бидете ви поздравени и пријатно попладне. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас, без разлика на каква е ситуацијата моментно. Воздржувајте се од квалифицирање на и описи на тоа кому што би направиле во целата ова ситуација, затоа што токму поради тоа е така поставена денешната тема. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Да го поздравам братот македонец Венцислав Кавраков, а они кои смета дека е психооптеретен, Бог нека им прости. Значи, овој пред мене така, нели, за својот Ве молам, зборувајте за темата. Молам? Ве молам, зборувајте за темата. А овој беше на темата за психо... Господинот се исклучи после тоа, ве молам, зборувајте за темата. Не сте повикани да браните никого. Повелете. Значи, еден старец мудар рекол, какви мисли, таков живот. Значи, секој човек си одбира патот, по кој пат би се движел. Дали поне, нели, на лукавиот или поне на Бога. Сега, ако човек одбери да има црни мисли, тогаш може му се случуваат негативни работи. Па од тука јас би рекол дека еден исто така мудар старец рече дека овие случувања, значи, наркоманија, алкохолизам, деликвенција малолетничка, нели, црна хроника, еден мудар друг старец кажа дека е последица или ги жнееме сега плодовите на безбожниот социјализам. Зошто имаме црна хроника? Имало црни хроники порано, но сега, значи, за жал твоите колеги, како радосна, како највака ефективна за слушање, значи, за гледаност на медиумот, му и да скажат што позвучно, прва информација, така нека негативна информација. И са до душа, сполајмо на Бога што она време не одмина, со друга власт, кога нали имавме црна хроника, 600 души во Битола за можеби месец дена се самоубија или почина од срцев удар, нели, заради тоа што беа ограбени во ТАЦ. Тогаш имавме премиер, значи на влада и лидер на партија сегашна во опозиција, за кој исто сметаа некој дека бил зависен од алкохол и од друго нешто. Но тогаш тоа не им беше проблем дека имаме таков премиер зависен од таа работа и дека одлучуваше за животи на 2 милиона граѓани во Македонија, испустена со парата. Дали црната хроника влијае, секојдневната црна хроника влијае на колективната психа? Да, влијае, велам, значи дека јас знам дека ниту едно дете не би постигнало по својот живот да земи огромна количина на апчина, да постигне по својот живот ако тоа дете учело веронаука. И немаше да имаме ние црна хроника во Македонија ако имавме веронаука, но некој таа веронаука која беше многу корисна за сите дечиња во Македонија, за здрави, морално квалитетни личности кои нема да бидат утре потенцијални криминалци или наркозависници или алкохоличари, па
кои се најлошо да постигнат по својот живот, немаше да ги имаме тие проблеми, но некои се гаде од веронаука, Ви благодарам но за никогаш... јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Ало? Ве слушам, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Ве поздравувам вас како водител. Благодарам, поздрав и И до ја вас. следам емисијата многу често. Ви благодарам. Секогаш ве гледам. И сакам да прокоментирам нешто во врска со темата. Ајде, повелете. Влие на колективно влие до психиката на луѓето ова што се случува. Поготово во здравството, најмногу што сум јас засегната. Здравството е ужас. Зошто ако здравството е добро, државното здравство, зошто овие сите милионери што се кај нас, новопечените милионери, се лечат во приватните клиники? Тоа е болната точка, јас што ја знам. Пријатно и фала ви што ме сослушавте. Ви благодарам за јавувањето, пријатно и до вас. Кога се однесува, бидејќи се спомена неколку пати во текот на јавувањата случајот од Гевгелија со пијаните, веројатно според истрагата, како што се вели, алкохолизираните лекари специјалисти при смртта на родилката и бебе и неродојното бебе. Во Министерство, во соопштението кое што е во реакцијата која ја имаше Министерството за здравство, се велеше дека не може да се генерализира за сите лекари во државата, само по изолирани случаи на двајца лекари специјалисти кои што присуствувале при тој зафат. Во секој случај, прашањето тука се поставува многу поголемо, кое може би малкумина го фатија, е тоа зошто тие лекари воопшто биле алкохолизирани, зошто тие лекари воопшто некој им дозволил да бидат на работно место, особено во здравствениот сектор, во алкохолизирана состојба, и одговорноста која што ќе се понесе со оглед на тоа дека случајот зафати огромен јавен интерес. Во таа ситуација, ресорните министерства се обврзани на јавноста да и даваат отчет многу повеќе од колку што претходно тоа го правеле или не го правеле. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Видете, темава што ја поставивте денеска во вашата емисија, навистина не е повеќе само тема за размислување, туку треба нешто и да се направи во таа смисла. Мислам дека имаме еден куп незапослени психолози. Народов ни е, во најблага смисла речено, стасан до психолози. А може би и понатаму. Ако добро прочитав на вашиот кајрон сега, пред малку, дека починала трудница денеска на гинекологија во Скопје. Да, на клиниката за гинекологија и акушерство во Скопје, да. Верувајте, ве молам, Огнене. И овој цел народ, сите ние што сме слушатели, гледачи и учесници во оваа емисија. Па дали ова има смисла? Јас сум и мајка, и баба, и жена. Па има ли смисла постојано вакви информации? Знаете ли ова што значи за психата на секој од нас? Знаете ли што значи за психата на младите жени кои што никако не можат да се одлучат ниту за мажење, ниту за раѓање, не мора да се мажат, да раѓаат? Па не може да се води една анахрона политика во смисла на тоа раѓајте, а ваму секојдневно ни се случуваат умирачки по болниците. Па добро, дали ние се сакаме себе си? Ако прво себе си се сакаме, дали се сакаме како здрави личности? Ако сме здрави личности, зошто го дозволуваме ова? И не само на оваа тема, оваа колективна психоза. Знаете што? Само кратко ќе резимирам. Ајде. Не прв пат, али пред неколку месеци последен пат, од странец, млад човек, прв пат дојден во Македонија, на моето прашање што најмногу му се допадна во Македонија или што му остави најголем впечаток, знаете што ми одговори? Се смешкате, предпоставувам дека знаете. Гледам многу тажни лица. А јас ќе додадам, не само тажни лица. Ние се отуѓуваме. Ние катадневно се отуѓуваме. И не што се отуѓуваме од другите. Ние се отуѓуваме од самите себе. Забораваме кои сме. И забораваме дека треба да сме најважни. Секој за себе најважен на себе. И кога ќе бидеме здрави, тогаш ќе бидеме способни и за себе и за нашиот живот, а ќе бидеме способни и за другите и за општеството во целина. Благодарам. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Тоа е еден аспект кој што сериозно треба да се разгледува веројатно. Добар ден, дали имаме некој друг на линија? Здраво, Македонија. Ве слушам, повелете. Од Шипка, Враков, Венцислав. Поздрав до вас, повелете. Права тема граѓанска. Меѓутоа ретко не се задржа на смисло, суштината
Точно е. Црната хроника е ноќна мора на секој македонец веќе. Форсирана од сите медиуми. Да не зборуваме за партии сега, па медицина, па глобализација, па ова она. Сите влади паѓаат на испито, што тргнуваат по медиумите, кои исклучиво првите вести ги почињаат и завршуваат со црна хроника. Страшно нешто, луѓе. Ова треба секој месец да се поставува у сите граѓански парламенти на дневен ред. И те како влијае? Тогаш ние ќе обработуваме како оваа мазна господја што се јави пред мене. Вака делува, она делува на сите, не само на неа. Значи, најбитното, живееме во општество во кое сите треба да мрднеме малце оптимизам, бре, луѓе. А не со црна хроника и со политика да не замараат сите политичари. Народот е единствен, никој не може да го дели. Политичарите си доваѓаат и си одат и владите. Ние ги бираме, а никој не внимава како ние граѓаните се осеќаме. И тоа, окупирани, тероризирани од политичарите, од стручнаци, експерти, доктори на науки, академици, обични граѓани. Овие граѓански парламенти, јас се борам и центарот сум го направил само за тоа, граѓанинот да доминира. Од овде да излечеме некои поуки. И ќе завршам. Еве, вашиот пример, го памтам и ќе биде единствен. Вие заедно со владата, иако е против владата, не работите опозиција сте. Случајот со пеачката, вие бете, тој, иницијативата е дадосте. Ама упорноста ваша, и истреност, и квалитет да извлечете нешто, излезе најдоброто нешто, дека и од опозицијска телевизијска куќа се најправи најдоброто. Сега не можам да се сетам, толку сум возбуден. Вања Лазарова. Како се вика човек? Вања Лазарова. Така, Да. Значи, вакви примери ни требат. Вакви примери почесто треба да се дешаваат во овие граѓански парламенти. Добро. Да бидеме заштитени. Благодарам. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас, што се однесува до окарактеризувањето на тоа дека станува збор за опозицијски некои настроени. Објективноста кај нас мора да се разгледа сериозно како тема, која што не треба да биде вгнездена заедно со опозицијската настроеност, туку напротив како посебна категорија, бидејќи имате позиција, односно власт, имате објективност или средина и имате опозиција. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме со некого? Повелете. Добар ден. Ало? Ве слушам, повелете, добар ден. Добар ден. Повелете. Ако ми дозволите, не сакам да би се мешал во вашата уредувачка политика. Повелете. Меѓутоа, мислам дека кроз низ вашата емисија почнува да се проведува нешто што не е пристојно, не е може би во ред, па може би и правнички. Добро. Што тоа? Ние знаеме дека црквата се одвојува од државата и треба да биде одвоена. И затоа нека не се злоупотребуваат, како тој господинот од Прилеп Клитар, да се злоупотребуваат за религијските чувства во различни емисии. Да, затоа и го прекинав гледачот. Без разлика, меѓутоа, мислам дека треба на крајот на да се размисли дали уопште има потреба тие луѓе така едноставно од тој аспект, од тој клан, да не речем... Тоа си е лично убедување, господине, ние не можеме да зборуваме против некој кој што си има убедување верско. Да, не сакам да споминјам имиња. Не, без разлика и за кого и да станува збор, секој со своето верско убедување си е негово лично право. Не во рете, меѓутоа овде станува збор за мешање на нешто. Токму затоа и го прекинав. Повелете сега на темата. Ве поздравувам, само тоа сакам. Ви благодарам за јавувањето, поздрав и до вас. Токму затоа и беше прекинат, затоа што овде станува збор за гледачи кои што или пак немаат вероисповед, или пак имаат и сепак е таа различна и не е на една вероисповед местото во оваа емисија, но секој може да си го каже своето мислење, бидејќи не можеме и да ги дискриминираме по однос на своите верски убедувања луѓето. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Видите, например, ми е карактеристично ова задниве неколку недели со овие во здравство. Па стварно гледаме по телевизија, не сме
не сте познаени. Вика во Парагвај, вика си поднел, вика тој председател од оставка затоа што го фатили во корупција. Не знам, ваму у Јапан затоа што имал сообраќајна несреќа и така натака. Па овој наш министр, ја не можам да сватам. Стварно не можам да сватам што карактер е. Каков карактер е да обште и најмалце не осеќа одговорност. Еве за случајот пример во Гевгелија. Ја мислам дека тука треба да лета директорот од Гевгелија одма суспензија и надвор. Затоа што како он кажува дека знаа дека овие пијат. Па чекај човече, ти си директор. Како може да ти знаеш дека пијат и ги оставаш да работат на случајот. Исто министерот се фалеше дека ги посети сите болници, све е добро и така натака, мислам. Све е тоа, мислам, треба да има некоја морална одговорност. Нема кривишна, не збориме, али морална одговорност треба да постои. И уште нешто само ми сакал да кажам. И гледам на крај сум изгледа. Да, последно. Јас мислам некои луѓе зборуваат некои невистини. Во социализмот немаше дрога толку како што има сега. Иако во социализмот, не знам, веронаука не постоеше, мислам, там немаше тоа. А што се однесува па дека ако се верски луѓето определени, па што овој владиката Јован го сменија? Ој, како Вранушевски. Да, добро. Тоа е верно, тоа е такво лице. Па видиш, тој казал. Добро, ви благодарам за емувањето, поздрав до вас и убав ден. Мислам дека нема никаква потреба да зборуваме за црквите, кога без разлика на тоа што реално кога ќе стигнете до одреден степен да имате силно влијание од општествените случувања врз колективната свест и индивидуалната од која што се гради колективната, човек секогаш се обидува да прибегне кон нешто што му е понеобјасниво, оттаму го бара спасот. Во секој случај, темата денеска не беше воопшто за веронаука или за Јован и како и да е. Последиците, веројатно, од целото влијание на се она што се случува, особено кој е дел од црната хроника во општеството, допрва ќе ги чувствуваме или пак ќе се рефлектираат во секојдневниот живот на секој од нас, ако ништо друго најмалку кај оние кои што се подцврсти, веројатно само во расположението. Но во секој случај, колективно и треба да се обидеме, да влијаеме и да размислиме како нештата да ги подобриме. Пријатно.